Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Артан Груби, соочен со бројните факти за криминал, корупција и злоупотреба на позицијата, почна да лаже и манипулира. Тој вчера во гостување во една емисија на национална телевизија кажа дека од неговото министерство не се исплаќани пари на фирми на брат му. Ве замолувам да го погледнеме видеото. Еве, милион денари завршиле на сметките на агенцијата на вашиот брат, од вашето министерство. Еве ги извадив сите плаќања. Општина Чаир, грант од програма Еразмус, Влада на Република Македонија, тоа се плаќањата кои што се направени кон сите компании за допринесите за вработените во време на ковид, предпоставувам. Има ли пари од вашето министерство? Не, нема пари од моето министерство. Артан Груби излажа кога кажа дека од неговото министерство не се исплаќани пари на фирмата ЕТЦ Travel на неговиот брат Ветон Груби. Вистината е дека покрај исплатите кои владата ги има кон ЕТЦ Travel на Ветон Груби и Министерството за политички систем со која раководи Артан Груби, на 25.2.2022 година и исплатило 21.328 денари на фирмата. Можеби за Артан Груби скоро 22.000 денари не се голема сума на пари, но затоа 22 милиони евра за надзорот му се значајни и важни пари. Документот од системот отворени финансии е доказ дека министерот Артан Груби директно плаќа на сметка на ЕТЦ Travel на брат му Ветон Груби. Покрај оваа исплата од Министерството за политички систем, фирмата на Ветон Груби има и други исплати во висина од над 1 милион денари од владата во периодот од 2020 до 2022 година. Исплатата на буџетски пари од Министерството за политички системи односи меѓу заедниците, каде министер е Артан Груби, кон ЕТЦ Travel на братот Ветон Груби е директна корупција, злоупотреба на позицијата и судирни интереси. Артан Груби, наместо да измислува нови лаги и изговори, треба веднаш да си поднесе оставка, а институциите да отворат случај. Ова е само врвот на сантата мраз наречена корупција на чие чело е Артан Груби, а која се гледа по смешната цена за која брат му Ветон Груби купил дуќан на улица Македонија за 700 евра по метар квадратен, а завршува со надзорот на изградбата на коридорите 8 и 10D тежок 22 милиони евра. Ви благодарам. Повелете доколку имате прашања. Како ја коментирате вчерашната изјава на Османи во Крикус, каде рече дека уставните измени се техничка работа и всушност бугарите и сега се во уставот, само треба да се именуваат со име и кога ќе дојде време ќе рефлектираат тие што се против уставните измени. Ставот на ВМРО-ДПМН е по однос на уставните измени е конзистентен и непроменет. Ние континуирано апелираме до власта да престане да се впушта во процеси за кои што доверба од граѓаните нема. Свесни сме дека 80% од граѓаните на Македонија се против уставни измени, а 60% од македонците се против истото. Така што би останала на ставот дека уставни измени во овој парламентарен состав под диктат од Бугарија нема да се случат. Ви благодарам. Ке ми дозволите сега да прочитаме прашање кое што стигна електронски до пресцентарот на ВМРО-ДПМН и за истото да дадам одговор. Каков е ставот на ВМРО-ДПМН во однос на коментарот на Груби дека имаат план како да ја придобијат опозицијата да гласа за уставни измени без притоа да се користат уцени и притисоци. Груби кажа дека работел на тоа цело време да се гласало за уставни измени. Порачуваме да не се мачи, од ВМРО-ДПМН Груби треба да поработи на тоа дали сите пратеници од неговата втора партија СДС се спремни да гласаат за уставни измени. И еве поставуваме отворени прашања дали тројца пратеници од првата и втората изборна единица кажале дека ако е на маса ова, тие нема да гласаат. Дали пак 6 пратеници од внатрешноста на СДСМ им рекле дека уставните измени, ќе цитирам овде, се најлошото нешто што може оваа влада да го направи. Дали еден пратеник од ДУИ побарал пари за да гласа. Груби не треба да работи на ВМРО-ДПМН, Груби треба да се поработи во својот двор. Ви благодарам.